Така се враќаме назад во студиото со темата која најавивме, со скандалот кој изби пред 2 дена, кога ревизорскиот извештај покажа дека дел од даруваната крв завршува на отпад. Со нас во студиото е представник на Црвениот крст Александра Валкановска. Добре дојдовте во студиото 1 на 1. ТВ, пред се морам да ви го поставам прашањето, дали вас ве демотивира со оглед на тоа дека Црвениот крст е познат како организација која константно е вклучена во крводарителските акции, па дури можам да кажам дека поголемиот број од нив вие ги организирате. Не поголемиот дел сите, меѓутоа најнапред добар ден за вас, за гледачите на вашата емисија, на вашата програма. Наистина веста не демотивираше нити нас во Црвениот крст, верувам ниту крводарителите, затоа што станува збор за една институција со високо реноме, зборуваме и за Институтот за трансфузиона медицина и за кадар кој што наистина многу го почитуваме, цениме, тие се наши партнери во процесот на дарување крв, односно сите оние сегменти што значат улогата на Црвениот крст во тој процес и улогата на Институтот за трансфузиона медицина. Верувам дека тие имаат објаснување зашто е тоа така, сепак нивната стручност е нешто што е... Ве изненади ли вас оваа вест? Дека се покажани одредени нерегуларности при чувањето на крвта? Верувам дека тоа повеќе е работа на институтот и на здравствените работници, односно лицата кои што таму. Мислам дека улогата на Црвениот крст во целиот овој процес на кога го зборуваме како процесот на крводарителство или крводарување, е многу јасно, многу дефинирана што значи тој. Навистина сме горди во однос на делот кој што го работиме, кој што го промовираме, кој што вродил резултати онакви какви што се изминатите години и оваа година. Меѓутоа верувам дека делот кој што го засега институтот е дел кој што повторно ќе нагласаме еден високо мотивиран кадар, професионален кадар, сигурно ќе знајдат начин да ги надминат тие некои нешто што се негативности можеби во нивното работење, меѓутоа тоа е тема посебна за Баневски. Министерот Филипче вели дека се е во ред со ова, дека се било во ред со кесите, дека се било според стандардите, што вели директорот на директорот на Институтот за трансфузиона медицина го поканивме да гостува во ова издание на Студио 1, но тој не беше во можност од оправдани причини наведе здравствени причини, меѓутоа ни испрати еден писмен одговор во кој што ги образложува овие наводи на ревизорскиот извештај и вели дека ние во установата имаме годишен план крводарителски акции во кој точно е предвидено датумот и локацијата и е изготвен од законските чинтели на јавниот здравствена установа Институт за трансфузиона медицина и Црвен крст на Република Македонија. Во тој план е предвидено рамномерно распоредување на акциите за дарување се со цел да има континуиран прилив на крв и крвни компоненти, а тоа ни овозможува и рационално користење на истите. Меѓутоа пред да почнеме со разговорот, вие спомнавте дека можеби таа пракса на дека крвта завршува, голем дел од крвта завршува во депонија, пракса бидејќи не се искористува, што можеби е еден позитивен пример. Но овдека се наведени низ за нерегуларности на кои што директорот одговара. Аналогно на тоа, вие во изминатава година колку крвни единици успеавте да соберете доколку имате еден таков податок, бидејќи ја истакнавте оваа година како година која со одлично развиено крводарителство? Не само оваа година, крводарителството во Република Македонија има една тенденција на позитивни резултати, што за среќа или нашата земја, нашиот менталитет како систем, како нација, сме нација која што генерално е хумана, која што крводарителството го негува како дел од сопственото живење, кој што на еден начин е и семејна традиција, така што резултатите зборуваат за еден позитивен тренд. Што значи дека на почетокот на годината ние точно знаеме, односно ни утврдена бројката согласно законските процедури дека во Република Македонија потребни се 55.000 единици крв, кои што се всушност на годишно ниво, секако за територија на Република Македонија, кои што зборуваат за еден рамномерен реципроцитет на територија на целата република и потребите на клиничките центри. Така што почнувајќи од таа бројка, да речем како иницијална како бројка која што треба да ја задоволиме, се подготвува еден интегрален годишен план во координација со Институтот за трансфузиона медицина и онака како што споменавте во претходната изјава од директорот дека всушност се работи на еден континуиран план. Во крводарителството навистина не е важно денес да организирате хипотетички денес крводарителска акција на која што ќе се соберат 350 да речеме единици крв и наредните неколку дена
нема да има акции. Затоа што сепак и крвта е една жива материја која што време има... може да стои пред да заврши како неупотребена во... Зависи од компонентите. Јас навистина не сум лекар по вокација за да ги одговорам овие прашања, тоа се сепак стручни, меѓутоа сепак има одредени правила, норми колку е крвта, односно кои единици, колку компоненти, бидејќи не станува збор секојаш за полна крв, за полнини, кои се компоненти кои што се, нели, вадат од таа полна кеса што ја нарекуваат, тој процес кој што се одвива, така што значи, да ни објасните малку попластично за тоа како се чува крвта од како еден хуман човек е дојде да би изгледал тој процес? Сите ја гледаме она кесичка, нели, во која што се полни нашата крв, меѓутоа на колку степени се чува понатаму, кој е нејзиниот пат? Како изгледа процесот од нашите вени до Институтот за трансфузиона медицина? Јас на почетокот на разговорот ви кажав дека тоа е еден процес кој што е двокомпонент. Што значи тоа? Тоа значи дека една е улогата на црвениот крст, втората е улогата на здравствениот систем. Ке зборувам за улогата на црвениот крст. Значи, за да дојдете до таа кесичка, која што понатаму нели се произведуваат продукти или завршува до крајниот корисник пациентот, значи еден долг процес на мотивација, на рекрутација, процес на организација на крводарителски акции. Затоа почнав од тој интегрален годишен план и колку е важно истиот да биде подготвен добро и координирано и со општинските организации на територија на град Скопје, на територија на Република Македонија, меѓутоа и со службите од Институтот за трансфузиона медицина. Тој процес значи дека ние, бидејќи веќе е готов за 2019 тој интегрален план, знаеме например на 21 октомври каде има крводарителска акција, кој е организатор и колку се очекувани крвни единици. Не случајно го споменувам ова затоа што зборуваме за еден процес кој што навистина бара континуитет. Процесот значи дека Црвениот крст ја организира крводарителската акција, испраќа покани до дарителите, мотивира, зборува, агитира на таа тема и секако го организира просторот, локацијата, договорите со лицата. Воопшто немате проблеми бидејќи сме крводарителска нација. Па да, немаме проблеми, меѓутоа е секогаш важно да се зборува, да се промовира крводарителството бидејќи навистина е многу важен сегмент од нашето секојдневие, велам и од нашиот секојдневен живот. Откако сето тоа ќе се организира добро, онака како што треба да се организира, тогаш, нели, секако следува координацијата и со институтот. Всушност, тие, екипите на Институтот за трансфузиона медицина, доаѓаат на локацијата која што е договорена, времето и така натаму. Се координира во делот на дали имаме 20, 50, 200 дарители екипата и тие понатаму се одговорни за процесот на земање на крв, понатаму транспорт на крв, процесот на обработка на крвта, дистрибуција, она што прашувате, не на колку степени и така натаму, тоа се навистина стручни прашања кои што бараат некој кој што е вработен таму и кој што ги знае соодветните одговори и секако процесот на дистрибуција на крвта. Улогата на Црвениот крст е јасно дефинирана во овој процес и мислам дека треба да бидеме координирани. Вашата работа завршува практично после крводарителската акција, откако ќе ги предадете крвните единици кои што рековте од прилика се 55.000 на годишно ниво? Тоа се годишните планирања на територија на Република Македонија. Односно за тековната година, какви се предвидувањата, односно проценките? Немаме проценки, значи имаме само резултати од претходните години. Претходните години зборуваат дека секоја година, за среќа, го постигнуваме планирањето. Значи зборуваме за 55 остварени единици крв, меѓутоа ние секоја година речиси имаме и некој процент над тие планирања. Значи остварување на планот на 102, 103, 105%, зависно од годината како се, нели, дарителите мотивирани, односно колку даруваат, меѓутоа она што радува и она што е факт е дека се уште постојат хумани луѓе кои што се високо мотивирани да даруваат крв, кои што сакаат да го направат и кои што е дел од тоа рутина. Мотивацијата ќе се зголеми во однос на тоа дека се покажува недостаток кај институциите, па можеби ќе се зголеми свеста и ќе кажат луѓето, дај бидејќи институциите нели не си ја вршат работата, барем ние да помогнеме. Јас верувам дека секогаш кога постои еден систем добро организиран и кој што веќе дава сигурни и добри резултати, македонскиот здравствен систем. Зборувам за системот сега како организирано крводарителството. Да, зборувам за еден високо организиран систем затоа што сепак податоците го зборуваат истото. Од
аспект на Црвениот крст. Значи, тоа е еден процес кој што трае во текот на целата година и со многу мотивацијски форми за идните крводарители, за потенцијалните, меѓутоа и за оние кои што сепак се дарители. Зборувам за отварањето на Дневниот центар за дарување крв како една нова локација каде што дарителите надвор од болничките услови кои што нели можеби посетуваат на болест или така натаму, може да даруваат крв секој работен ден во просториите на Домот на хуманитарните организации Дарја Џамбаз во една пријатна, убава атмосфера која што потсетува на дневна соба, една дневна рутина. Потоа постоењето на клубот на крводарители, кои што се високо мотивирани лица од средновечни години, можеби кои што се активни промотори на крводарителството во нивните средини. Зборувам за клубот 25 млади мотиватори, крводарители кои што ги мотивираат своите врсници. Па и кај едните кај другите. Искрено, можеби повеќе се сконцентрирани ние како Црвен крст кон младите дарители, бидејќи статистиката зборува дека средновечните дарители се оние кои што се најчесто дарители. И е многу важно младите да се мотивираат, иако е многу значаен моментот да се задржат и средновечните и повозрастните дарители. Навистина ние зборуваме за дарители со 100 дарувања. Значи тоа е една бројка за мотивираат, а тоа да не биде слободен ден од средно Апсолутно. Младите многу полесно се мотивираат затоа што алтруизмот е нешто што го промовира на прво место. Во Република Македонија и во сите развиени општества земји, крводарителството почива врз принципот на доброволност, анонимност и бесплатност. Кога зборуваме за такви принципи, алтруизмот секако е на првото место. Младите ги мотивираме да даруваат крв за да спасат нечи живот. Само се вратам повторно на трансфузиологијата, само дали ви откако излезе оваа вест, откако ја прочитавте, бидејќи вие имате воспоставена одлична соработка со оваа служба, дали им се јавивте да ги прашате што се случува? Дали се заинтересиравте да ги прашате откако излезе овој ревизорски извештај? Што се случува? Дали ова вистина, дали не е вистина? Како ја чувате крвта? Јас не знам на ниво на менеджмент која е релацијата и кои се контактите, меѓутоа верувам дека тоа е една редовна комуникација меѓу двете служби, односно двете институции, кој што е воспоставена пракса, меѓутоа верувам дека ќе се надмина таквите нешто, односно не верувам дека ќе направи некакво поместување негативно во однос на комуникацијата, во однос на процесот на дарување крв, мотивација, регрутација, затоа што зборуваме за еден процес во кој што високо сме мотивирани и вложиле и верувам дека резултатите секако се резултати на една таква висока мотивација и професионалност во двете институции. И за накратко, дали ќе се почувствува овој недостаток на крв? Зборувам за овие фрлени количини во отпад. Недостаток на крв нема. Она што нели го зборувате како фрлена, тоа е веројатно некој вишок, меѓутоа недостаток на крв нема. Тоа го зборуваат статистиките. Вие би знаеле доколку има и би биле првите алармирани. Секако, затоа што во случај да има некаков недостаток, а тоа до сега не се случило, се алармира службата, се повикуваат дарители, можеби на ретки крвни групи, меѓутоа јас ви зборувам за информации кои што се сигурни, проверени дека благодарение на таа добра организација на крводарителството и тој процес на правилно и добро организирање на крводарителските акции, мотивирање на дарителите, не сме се соочиле со недостаток на крв и крвни продукти, туку напротив, нашето мото морам да го споменам дека е секогаш на врвот, приоритетот. Крвта да го чека пациентот, а не обратното и да биде нели. Ми отворивте уште едно прашање за ретки крвни групи, велите. Дали е мотивацијата кај луѓето кои имаат ретки крвни групи голема или задоволителна? Знаете како, често ме прашуваат тоа прашање, нели, кои се ретки, добри, лоши крвни групи, требаат, не требаат. Во моментот ние не знаеме која е добра, лоша, потребна, непотребна. Која е најретка така иначе? Можеби негативните се поретките, нели, како поднеме, како генетско подречје во Европа и па и Македонија, каде што позитивните крвни групи се почести. Меѓутоа, верувајте, скапоцена е крвната група која што ќе треба на болниот, на пациентот, на повредениот. Значи, без разлика за која крвна група станува збор, она која што е најмногу потребна на пациентот, таа е најскапоцената, највредната. Нема лек, нема нешто што е вештачки измислено, што може да ја замени крвта. Единствено станува на нас, крводарителите, да бидат хумани луѓето, да се високо мотивирани да даруваат крв и едноставно никакви изместувања да не ги демотивираат, односно да продолжат во процесот на редовно дарување како дел од нивното сопствено живење. Сега бе нашата екипа ќе дојде на следната ваша акција. Да, слободно, нашата е поголема крводарителска акција, можеби е дали како медиумски покровители, дали како дарители? Слободно.
еве ќе споменаме на убава бројка. Значи 350 до 420-30 дарители даруваат крв секој 25 јануари во чест во спомен на Тоше Проевски. Тоа е на акција која што е организирана. Да, која што е организирана крводарителска акција. Споменувам бројката не како бројка, туку да ве потикнам, да ве мотивирам и вас и вашите секако гледачи, затоа што 70 до 80% од лицата кои што даруваат крв на тој ден се млади. Зборувам некаде до 30 години, што зборува дека позитивните примери постојат. Ние треба да бидеме позитивните примери за помладите, повозрастните дарители, да го пренесуваат искуството, затоа што повторно ќе споменам, тоа е нешто високо ценето, тоа е нешто што не прави нас поразлични од останатите кои што нели се одлучиле за таков чекор да даруваат крв, да спасат живот, меѓутоа алтруизмот на прво место секогаш. Така. Александра, ви благодарам што одвоивте време и што бевте наша гостинка во студио 1 и што разговаравте на овие теми. И секако ова нема да биде последно гостување. Нашето студио останува отворено и понатаму за секоја тема. Ви благодарам на поканата. Така, а ние почитувани понатаму продолжуваме пред да се одјавиме само од студио 1 и овој прв дел до 17 часот. Тука некаде ќе го вклучиме колегата Игор Стефановски кој што известува од протестите кои што се закажани пред собранието, кои што се против дебатата за уставните измени, меѓутоа тој како и колешката Елена Милошевска утринава имаше мали проблеми односно беше спречен при неговото известување, така што во оваа прилика ќе го повикаме да раскаже што конкретно се случи, а пред малку таму говор одржа и лидерот на опозицијата Мицковски. Игор, дали се слушаме? Да, имаме комуникација, има уште мал број на приврзаници од демонстрациите тука пред законодавниот дом, откако заврши говорот на председателот на ВМРО-ДПМН Кристијан Мицковски, дел од толпата се разлотите од пред собранието, но тоа што го забележувам дека сообраќајот е се уште блокиран, односно во обид да се вклучат автомобилите во сообраќај. Мицковскиот говорот порача дека, односно беше убеден дека за време на председателските избори што следуваат, ВМРО-ДПМН ќе победи и како што кажа, го цитирам, ќе ги згазиме СДСМ и Зоран Заев, кои што во овие моменти притискуваат за да се промени името од Македонија во Република Северна Македонија, што според него е противуставно и како што вели се прави притисоци вонатре во законодавниот дом. Во овој момент што го забележувам, јас го немаме во етер од тука од пред собранието, дека како што можам да забележам дека дел од автомобилите се всушност и на сред улицата пред законодавниот дом, но демонстрантите ја блокираат, со што возачите се приморани всушност да се вратат со своите автомобили. Игор, дали се слушаме? Се слушам, Атовска. Игор, ќе те замолам да ни ги раскажеш на станите она што тебе ти се случи, а секако повеќе детален извештај за овој дел и за состојбата таму, меѓутоа и за говорот на Мицковски ќе гледаме повеќе во информативните изданија, бидејќи времето не гази. Те замолувам само накратко да ни објасниш со каков проблем ти се соочи денеска, исто како и нашата колешка Елена Милошевска изутринава. Збор за истото лице кое што застана пред камерата на Елена Милошевска и исто така пред мојата го попречуваше линковското вклучување со тоа што извикуваше првично погрдни зборови кон екипата на 1ТВ, а подоцна искандираше во име на преостанатите демонстранти, но ништо посебно, односно ништо друго не е направи тој лице освен скандирање. Игор, ти благодариме за ова вклучување. Така во оваа прилика ви посакувам безбедно да стигнете до дома, бидејќи градот освен од снегот е блокиран и од демонстранти. А ние секако ќе испратиме една осуда кон сите оние кои се обидуваат да ја попречуваат работата на репортерите, не само на нашите, туку генерално на сите репортери. Уште еднаш ви благодарам што одвоивте време и што бевте наша гостинка, а вие почитувани останете и натаму со нашата програма. Веднаш по забавниот дел следува повторно студио 1 со колешката Анета Кочишки, а вечерва студиото го презема колегата Александар Чомовски. Останете натаму со програмата на 1ТВ и секако следете на онлайн преку 1tv.mk. Ви благодарам за вниманието.
Само за вас, најсвежата понуда овој викенд, единствено во Тинекс од 11 до 13 јануари. Цитрони 1 килограм 28 денари, лимони 1 килограм 43 денари, свински ребра 229 денари, свински бут 260 денари. Тинекс, секој ден со вас. Вода која доаѓа од 400 метри длабочина. Недопрена, чиста, природно газирана вода. Од срцето на Пелистер. Вода од која единствено е одземен природниот јаглероден диоксид. Негазирана вода безпрекорно заштитена од азотната обвивка. Звук кој значи прв контакт со надворешниот свет и околината. Оној добро познат звук. Звукот на Пелистерка. Воспоставете рамнотежа во организмот, зајакнете го имунитетот, подобрете ја општата здравствена состојба. Пробајте Canoil Bio, природен маслен екстракт од канабис. Спреј со висока концентрација на CBD, без психотропно дејство. Благосостојба од природата. Canoil Bio. Само за вас, од 24 декември до 13 јануари, купувајте со поен плюс картичката на Тинекс и добијте 3 пати повеќе. Димен свински врат 1 килограм, 299 денари, плюс 100 поени. Екстра мешано сирење 1 килограм, 218 денари, плюс 100 поени. Вино ТГ за југ Тиквеш 750 милилитри, 217 денари, плюс 380 поени на вашата поен плюс картичка. Од сега, купувајте во Тинекс и онлайн. Посетете ја нашата нова интернет продавница на e-tinex.mk и испазарете во само неколку чекори. Тинекс, со еден клик до дома. Возење со Вучич е квиз шоу со двајца надпреварувачи кои се надпреваруваат во 4 игри, а кои претходно се пријавиле преку телефон, Facebook или имейл. За секој точен одговор во секоја од игрите надпреварувачите освојуваат награди. Наградите се подигнуваат веднаш по завршувањето на снимањето на емисијата. Подетални информации за пријавувањето, за правилата на игрите и за подигнувањето на наградите можете да најдете на веб страната на 1 ТВ. Добар ден, почитувани дами и господа. Еве дојде време за уште една емисија Возење со Вучич. Останете на 1 ТВ, бидејќи сега следуваат рекламите, нашите помагатели. Јас да се подготвам и веднаш се враќам, почнуваме, бидете тука! Ви го представувам Диаврон 600, најбараниот додаток во